Друженијето за социјални иновации АРНО ги прогласи победниците на конкурсот Филантропија преку зелени идеи за 2018 година. Купно 11 зелени идеи се пласираа во македонското финале, а жири комисијата имаше задача да ги одбере најдобрите 3 меѓу нив. И оваа година, четврта поред, АРНО го организираше националниот надпревар Филантропија преку зелени бизнис идеи. И оваа година избравме тројца победници кои што понатаму ќе се надпреваруваат на регионално ниво заедно со земјите од Балкан, Србија, Албанија, Црна Гора, Косово и Босна и Херцеговина. Најдобрите 3 идеи од регионот ќе добијат парична награда од 10.000 американски долари, кои потоа ќе може да ги искористат за финансирање на своите екобизниси. Еко дете, дизајн за сите од отпадни материјали, и Гаджун, лек за кралевите и крал на лековите, се идеите кои победија на конкурсот во Македонија. Настапуваме со идеја, значи дизајн од отпаден материјал од текстилните фабрики, изработуваме облека за инвалидизирани лица и делумно што ќе ни остане нашиот отпад ќе го донираме за улични куќиња. Визарт е креативно студио кој што се занимава со продажба, производство и дизајн на производи од рачно изработена хартија, која што во себе содржи семиња и која што може да се засади во земја и од неа да никнат растенијата. Мојата зелена идеја е производот каџун кој што е добиен од најлековитата печурка дабова сјајница, рейши и шира од најдоброто грозје произведено кај нас во повардарието, кој ќе биде се воедно и храна и лек. Друженијето АРНО преку овој конкурс сака да им помогне не само на победниците, туку на сите учесници да ги реализираат своите идеи. Идејата е да се навистина крена и да се направи еден моментум каде што сите засегнати страни, други донатори кои што финансираат мали бизниси, размислат за потенцијалот и важноста на оваа зелена економија. Значи ние денес овде имавме 11 финалисти и секој од нив заслужува поддршка затоа што станува збор за бизниси кои што утре друг ден не само што ќе бидат одржливи, ќе бидат прави бизниси, туку нема да имаат потреба од посебна програма за општествена одговорност затоа што тие веќе во себе ја носат таа општествена одговорност. Овогодинешниот регионален надпревар ќе се одржи во Маврово.